Да, се враќаме назад во студиото, овде навистина има убава атмосфера, ќе се потрудиме да ја пренесеме пред малите екрани, но можеби тоа ќе биде малку потешко со оглед на темите кои што ги зборуваме пак. Не може многу да бидеме насмеани во овој период од годината, но во овој период односно со оглед на се што ни се случува, но се трудиме некогаш да излеземе, се разбира, од нашето секојдневие. Ќе продолжиме онаму каде што застанавме со Билјана Дуковска. Кои решението за граѓаните кои живеат со помалку од 200 динари? Зборувме за идејни решенија. Да, ова веројатно ми требаат неколку емисии за да елаборирам се како решението. Меѓутоа, да, сега се враќаме на почетокот на дискусијата на доктор Добрила, значи кои се луѓето што живеат со 200 динари? Значи тоа може да се луѓе кои што имаат нарушено здравје, кои што не можат да излезат на пазарот на труд и примаат некаков надомест. На тие луѓе, освен да им се зголеми грижата преку услуги и да се дополни со парични или за храна, за струја, субвенции, не може ништо друго да направите. Доколку станува за семејство со повеќе деца и работоспособни родители, меѓутоа немаат доволно вештини за да излезат на пазар на труд или работат на пазар на сива економија или било како, неформално, тогаш фокусот е на децата, детска заштита, дополнително здравство, образование, за да тие не ја продолжат интергенерацијската соромаштија и во исто време работа со родителите да се внесат во систем и да не бидат на социјално, туку да имаат добра плата. Значи, доколку станува збор за луѓе чисто дом не е соодветен и тие не можат реално, им трпи менталното здравје и не можат да се снајдат во вработување, повторно треба нешто, значи нема магично стапче како да ги извадиме луѓето од сиромаштија со 200 динари, дополнително со сиромаштијата не е политика, ајде да кажам, не е феномен кој што се решава едностранно. Значи вие можете социјалната помош да зголемите максимално, нема да го реши прашањето, ниту па инсистирањето дека сите треба да работат во полн капацитет, ама само притисокот и инсистирањето исто така нема да се дополни доколку тука не се вклучат доживотно образование, поддршка, активација, психосоцијална поддршка и така натаму. Значи, веројатно најпрво треба да се разбереме дека овој тип на статистика на државно ниво само бројки не е соодветен, не е доволен. Дополнително центрите за социјална работа мора многу повеќе да се тргнат од бирократијата која што сега работат и да пристапат кон директно работење со луѓето за да може тие да ја направат првата селекција на кому што му треба, и кој за каде. Значи не е доволно да се центарот за социјална работа да рече тука имаме човек кој што ќе иде на активација и да го пратиме до Агенцијата за вработување и таму да му изработат кариерен план, а при тоа значи да се правиме сите на 3,5 и да не знаеме дека тој човек работи неформално. Така е. И така натаму, и така натаму. И при тоа да викаме, ама тој не ни се јавува, не се бележи како, не знам, активен работа-барател. Сите мораме да се ангажираме ако сакаме да имаме подобро општество. И треба системски да се ангажираме. Ќе се вратам на вашата реченица дека ние сме народ кој сака да помага, да ние сакаме да учествуваме во хуманитарни акции, повици, групи, донацијски активности и така натаму. Нам не се потребни системски решенија, овие другиве работи треба да ги дополнат. Во моментов ние имаме дупки во системот каде што ни пропаѓаат луѓето и тие се тие луѓе кои што живеат со 200 динари. Така, ама се е поврзано на некој начин, бидејќи на сите начини. Ако мислам обрнуваме внимание уште од рано, значи имаме здрава младина, тука значи имаат здравје, ако се здравје работоспособни, па помалку оптеретен фонд за здравство и така натаму, тоа се еден некој ланец кој што со квалитетна исхрана, барем еден оброк во училиштата за децата со одветна исхрана. Што се тоа некако се да наполнува и допринесува по тоа. И да не заборавиме за сиромаштијата. Никој не го спомнува дали граѓаните имаат, особено младите, решено стамбено прашање. Да. Значи, еден од најголемите фактори кои што ги водат во сиромаштија е токму тоа. Ке ни се налути градоначалникот да речеме дека домувањето некако се прифрли на локалната самоуправа и се очекува да тие го решат моментот. Знаеме дека е тоа некаде во мисија невозможно. Меѓутоа факт е исто така, ви благодарам што го отварате, дека кај нас социјалното домување не треба да биде социјални станови, туку треба да имаме општествено домување за луѓето кои што се во неприлики или им е потребна одскочна даска да остварат до првиот дом.
Да, и социјалните станови кои што ние ги имаме, постојат. Јавна тајна е како се добиваат и колку врски требаат во Македонија за такво нешто, особено бидејќи имам живеено така, многу добро ми е познато и баш сум го работела ова прашање, но за тоа во некоја друга прилика, некоја друга емисија ќе викнеме некој министер кој што ќе одговори на тие прашања. Да. Граначалник, ќе продолжиме со вас. Во изминатиот период во Прилеп беа спроведени засилени инспекцијски контроли во повеќе сектори согласно актуелните случувања. Што се случува во Прилеп конкретно? Да, на самиот збор вонредни, односно засилени, значи дека континуирано и годините уназад се спроведуваат програмски годишни контроли, инспекцијски надзори од кај соодветни институции, така да изминатиот период зачестени беа координираните акцијски надзори, се разбира координирани од МВР, пошто ги повикува, односно ги прави во една групна посетеност, односно тука се и комунален инспектор, тука е инспектор може од животна средина, пазарен инспекторат, потоа има од инспектори кои што се од Дирекцијата за заштита и спасување. Значи тоа се една група на инспектори кои што ги посетуваат, се разбира по онај критериум каде што е најударно, односно е најголемо собиралиште на наша популација, односно на граѓани. Еве да не го заборавам и просветниот инспекторат кој што е под нашата локална самоуправа, и одговорно тврдам дека во Прилеп сите основни и средни училишта, па и градинките се безпрекорно сигурни, безбедни, проверени, каде што функционира и заштитниот систем на противпожарна заштита, чисти излези, не постои никаква забелешка од записниците кои што нашиот инспекторат го посетил, а дал некоја забелешка. Сега во моментов се спроведува засилена исто и засилен инспекцијски надзори над кафичи, кафетерии, кои што исто така и угостителски објекти. Стамбените згради паралелно се посетувани и сугерирано име на се разбира нели и тие имаат еден систем на управување од заеднички дома, куќен совет, стамбен така управител, кој што одговорен е да се грижи за безбедност, односно да пријави дали постои доволно ПП апарати, дали хидрантите се исправни. Значи тие контроли се уште се вршат и не се целосно под ваша надлежност. Прво не се целосно под наша надлежност, но ние имаме право и ние да направиме некој увид, забелешка, да им се сугерира во најкраток можен рок да го обноват се она кој што спаѓа во механизмите и средствата за заштита, да се навратам, значи тргнувајќи од образованието каде што најмалата популација е засегната, безбедноста е на највисоко ниво. Да спомнам, не еве и само критика би го прифатил, затворен е театарот, стариот театар, кој што со отстранување на неколку треба забелешки да го воведиме повторно. Да се врати во функција. Но подобро така. Безбедноста сепак е апсолутно најважно. Од аспект на посетители, бидејќи не е забрането да се одвиваат вежби, подготовки за премиерни представи, такви работи. Значи тоа е се што е на сцената, со помал капацитет може да се користи, останува да ги средат уште тие забелешки во однос на посетеноста од кај публиката. Може да се надоврзам? Да, се разбира. Не само ради актуелната сега ситуација, ова голема трагедија што се случи, бидејќи јас сум советник, па знам податоците. Имате заеднички теми, да. Да, заеднички теми и навистина честитки за се што се работи во Прилеп. Уште во 22 година, 2022 имаше повик од страна на општината во однос на зградите за колективно домување. Така. Тогаш многу мал беше одзивот на тие кои што дадоа повратни информации како стојат во однос на противпожарната заштита.
И како да знаевме дека можно е нешто да се случи, на почетокот на учебната година, 24-25, значи се спроведе, прво да напоменам дека мислам дека сме единствена општина во Македонија, исправете ме ако грешам, дека имаме ние посебен сектор за заштита и помош во однос на елементарни непогоди, со своји екипи кај што досега сме помагале во Стајковци, поплави во Босна Херцеговина, во Србија и така натаму. Како сојузи се тие? Не, тоа е посебен сектор кој што постои посебно оделение во склоп на општината. Во општината. Во однос на оваа заштита, значи уште во септември месец истата служба направи комплетна обиколка и ревизија на сите до тогаш постоечки апарати во училиштата, опременоста и во градинките. И се утврди тоа што се утврди и се приде уште веднаш општината заедно со донација од кинеската амбасада која беше негде 70 или 80 ПП апарати, не ме држете за збор. Значи до сега, од септември до сега се обезбедија нови 455 ПП апарати, значи се покрија комплетно. И набавка, мислам дека сега донесовме одлука негде 170-180 уште ПП апарати да се снабдат. Тоа е во тек. Ова и во моментот се проверуваат во училиштата овие градинките, хидрантските мрежи и се обновуваат. Имаше повеќе во однос на зградите, бидејќи јас живеам во колективно домување и знам лично како оди тоа. Голем е одзивот, за жал, после овој настан, негде околу над 450, мислам дека згради веќе реагираа, заедници на станари или овие фирми што се за одржување. И се очекува добар одзив и решавање на тој проблем. Со старите хидрантски мрежи, не знам која година биле задолжителни, и со ПП апарати. Можам како пример да ви дадам еден Белград, стар Белград, во сите влезови тој има подредена квадратура колку треба ПП апарати да вие сигурно знаете, има, значи и тоа апсолутно се почитува. И мислам дека тоа е основа. Сакате да се надополните, Да, сакам да кажам дека не се состои во заштитата само со поголем број на ПП апарати или хидранска мрежа. Обука, многу е важно со показни вежби, обука, едукација. И се работи во училиштата веќе. Да, правилно евакуирање на или жителите на таков станбен објект или посетители во некоја институција. Да се знае како треба да се постапува. Во моменти на паника, па еден од факторите на толку голем број на загинати жртви се состои веројатно недоволно добро едуцирани млади како да се постапи во една таква ситуација, бидејќи во таков момент на паника навистина лесно работите излегуваат од контрола. Да се контролира таа маса, да може во еден нормален, односно сепак брз тек да се што би рекла евакуираат. Фестина ленте побрза и полека, али свесно, за се со цел да има помалку такви трагични моменти. Да, докторке, уште едно прашање за вас и потоа да одвоиме малку време за фотографиите кои што сите ни ги испративте. Во 2016 година во Македонија се затвори единствениот центар за изгореници. Колку, бидејќи денове постојано се зборува за тој центар, колку тој ќе помогнеше во цела оваа ситуација? Видете, секако ќе помогнеше, точно дека имаше мал капацитет како центар за изгореници, меѓутоа ќе помогнеше во згрижување на најтешки пациенти кои што во моментот не беа во состојба да бидат транспортирани ради општата нивна лоша состојба. Да не заборавиме дека во нашите здравствени установи имаме такви пациенти кои што се уште на машина, се интубирани на респиратори и токму поради тоа не се транспортирани ради нивната тешка здравствена ситуација. Тој центар за изгореници, морам да кажам и драго ми е што колешка доктор Шапова беше, мислам, предвадена кај вас. Во вторник, Ние, таа е дел од мојот тим, можам да се пофалам дека сум горда со неа како моја ученичка и ми се допадна на вистина излагањето, беше максимално реално. Центарот за изгореници, да напоменам дека постоеше во 8 септември тогашна војна болница од 1971 година до 2000 година, затоа што војната болница тогаш на ниво на Југославија беше градена, вие колега сигурно знаете, за згрижување на војници
и војни осигуреници на 3-та армијска област, тоа е од Ниш до Гевгелија. И затоа таа болница не случајно е изградена по сите стандарди. А тогаш постоеше центар за изгореници и беше под раководство на полковник Крстен Митановски. Таму работеше извесен период и доктор Лазен Увевски, исто така пластичен хирург, потоа премина на клиника, мислам дека сега е во пензија. Кога се затвори центарот за изгореници некаде во март во војна болница тогашна, тога се затвори, не треба да бегаме од реалноста, од причина што таму на тој простор се затвори цела пластична хирургија и центарот се отвори приватна кардиохирургија на доктор Жан Митрев. Никој не вели дека приватна кардиохирургија не требаше да се отвори. Апсолутно. И тогаш, и сега, и секогаш, затоа што тоа е најтешка категорија на пациенти која, например, одеа се оперира во Хјустон, па се оперира во Сремска Каменица, па се оперира во Софија кај професор Чирков и со отварањето на кардиохирургија остана тука. Меѓутоа, тогаш ние останавме без центар за изгореници по југословенски тогашни после македонски стандарди. Со затварање на тој центар и со една јапонска донација, ние го отворивме центарот во септември 2000 година. Беше најсовремено опремен. Во моментот се располагаше со интензивна нега со два посебни системи кои што сега ги имаат центрите кај што се, особено во Софија, во Пирогов, кај што се упатени на лекување нашите настрадани од изгореници. Тие во моментот чинеа некаде околу 120.000 марки тогашни. И беа најголем тренд, се уште постојат како Клинитрон 2 системи, тоа се специализирани како лежа и кади, кој што доле фактички таа када или лежа и вие компјутеризиран. Значи, јапанците ни доделија, јапонската влада ни доделија 2, ние баравме само еден, меѓутоа добивме 2 спрема број на жители и најголема заслуга за таа донација, освен јапонската влада, има да не заборавиме професор Коста Балабанов. Тој беше почесен конзул на Јапан и тој фактички допринесе да ние донесеме таа јапонска донација тука во цела Македонија, особено во стара градска болница јас кај што работам. Располагавме со 2 такви системи, најсовремен начин на лекување, посебно операциона сала и така натаму. Една од целите зашто јас као пензиониран доктор се активирав сега со моите статуси, настапи на медиуми и така натаму и токму тоа, за жал, во една ваква несреќа мораше да се актуализира тој проблем и ме радува фактот, слушам, дека после некои таму на здравствените власти, консултации, размислување и така натаму, дека веќе кажа дека Центарот за изгореници ќе биде формиран и се надевам дека ќе биде така во склоп на реконструкцијата на 8 септември, затоа што мислам дека таму еден одел што беше ковид центарот е празен. Немаат кадровска опрема, кадровски не се опремени, имаат на располагање таму само 3 пластични хирурзи. Меѓутоа, лично мислам дека во Македонија има премногу пластични хирурзи искусни и премногу специјализанти. Професор Џонов скоро спомна дека има околу 30 на специјализација и државата е таа, особено тие кои што не ги финансирала, него се специјализирале, мислам дека ќе се согласите, се специјализирале и студирале на товар на државата кој што треба да ги распредели да работат таму. Јас сум оптимиста дека овој проблем ќе биде решен. Со оглед дека се извинувам, јас како колега се надополнуваме, категоријата изгореници заслужува посебен третман во медицината, во хирургијата. Јасно треба да ни биде дека сите и други земји немаат така безпрекорно голем капацитет за сместување. Не случајно наши пациенти се испратени во 7-8 држави, кога би била некоја друга држава спремна сите да ги прими, би ги примила. Але ете, процентуално 1/3 од нивниот капацитет, ни го остапуваат на нашите сограѓани, така да затоа многу повеќе земји беа солидаризирани и прибра голем дел од нашите повредени. Јас го поздравувам тој чекор. Значи, апсолутно имам позитивно мислење за се што се презема. И брзо се реагираше на Брзо се реагираше и тоа немаше друг излез. Не зборот надбор брзо реагира, сите земји. Ние верувате немаме ни доволно болнички капацитети, не располага. Бидејќи повеќето изгореници
нема дополнителни повреди со траума, трауматологија, мислам траума од типот на Тие за жалба фрактури. е починат. Да. Така да за останатата категорија на повреди може би имаме капацитети, но со оглед дека се работи за да речам посебна специфичен тип од повисок степен на изгореници како најголем орган на телото, кожата, така и учевме, но овде се работи за респираторни кои што се уште, како што рече докторката, се интубирани и е дополнителен проблем за оправување. Иначе во тој период тие 16 години само во тој центар без оделението горе посебно, кај што лежа, беа хоспитализирани со помал степени, дали површина или длабочина, се лекува 1316 пациенти. За да биде некој хоспитализиран во центар за изгореници, мора да има екстензивни изгореници на 20% или да има многу длабоки изгореници кои што се на витални делови како што е лицето или кај што ставаат голем инвалидитет, раце и така натаму. Работевме тогаш доктор Спиро Јовевски набрзо после тоа, после отварањето, замина во пензија. Јас бев таму началник скоро 10 години. И морам да напоменам, мислам дека е битно да се знае за македонското здравство, дека јас станав началник во време на премиерот на 99-та година на Љупчо Георгиевски, отворивме центарот за изгореници 2000-та година, а јас бев од другата опција. Значи, мислам дека тоа ретко се случува во Македонија. Значи, треба да ги тргнеме навистина политиките од ова. Барам во вакви ситуации, да не се треба користи. квалитетот да ни биде и стручноста, искуството приоритет. Апсолутно има многу квалитетни доктори кои што може да бидат исклучително добри директори, колегата, познат ортопед и така натаму, сега и градоначалник. И дајте еднаш навистина да ги ставиме најкомпетентните. Нас не се случува да носите некој специјалиста од друга бранша, носите за директор во друга установа. Не дека тој нема менаџерски способности, меѓутоа многу е тешко. Вие не може ни во својот мандат ни ходниците да ги запамтите, а камоли вработените, камоли проблемите и така натаму. Во крајот на краиштата, во сите власти, сите партии има многу квалитетни доктори и дајте на тие доктори, дајте им да си ги водат нивните установи. Тоа би ми била пораката чисто онака политичка. Да. Ви благодариме. Некако времето ни помина за фотографиите, затоа и го продолжуваме разговорот. Ќе ми простите, но ќе додете друг пат да ни го покажете се тоа на кое што го подготвивте. Господја Дуковска, ќе продолжиме со вас. Ме интересира колку навистина властите го слушаат гласот ваш и колку се следат сите оние препораки и решенија кои што вие ги нудите. Бидејќи ние овде во Утринската можеме да се зборуваме бесконечно за сето она кое што вие го имате како решение, вие на вашите платформи се разбира, но колку тие што треба го слушаат? Ако одиме по by the book, како што викаат, ако одиме да ги следиме работите како се организирани и поставени, навистина владата има совет за соработка со граѓанските организации, локалните совети секогаш треба да повикуваат луѓе, постојат работни групи по министерството и така натаму и така натаму. Меѓутоа во овој случај се јавува еден дуализам, во смисла ние како граѓански организации работиме на тема поврзана со намалување на сиромаштија, конкретно Македонската платформа против сиромаштија е мрежа од граѓански организации кои што имаат своји агенди, си работат своји работи и се фокусирани на сопствени мисии и визии. Ние како платформа притисокот го испрачуваме национално во однос на законските регулативи промени, алармираме доколку нешто не е во ред. И очекувано е дека треба да го водиме диалогот на највисоко ниво, стратешки. Јас во еден период седев во комисијата која што беше задолжена за евалуација на националната стратегија за намалување на сиромаштво и социјална исклученост. Тоа заврши 2020 година. И од тогаш до сега не сме се виделе, не чекаме, бараме нова, само 5 години. Да. Дополнително ако зборуваме дали го слушаат гласот
на сиромашните, не го слушаат, бидејќи тие не се организирани никако. Ние пак како граѓански организации имаме и можности овде-онде да ги сретнеме на некакви настани, па да им Така е. испратиме порака. Па и неформално. И не слушаат, меѓутоа, ако ме прашувате дали постои структуриран диалог помеѓу платформата и владата, не постои такво нешто. Оставивме малку време да видиме што ќе донесе новата влада и веројатно оваа година ќе биде годината во која што ќе кажеме каде сме застанале и што сме побарале. Владата се повикува секогаш дека е постојано меѓу граѓаните и го слуша нивниот глас. Ние сметаме дека граѓанските организации многу поблиску ги разбираат проблемите на граѓаните низ секојдневното работење со нив и поддршка за остварување на нивните права, што е малку поразлично од едно кампањско работење. Значи не велам дека владата е изолирана и не знае кај да и дека овие пратеници, советници дошле на власт дека се убави, а не затоа што зборувале со граѓаните. Меѓутоа велам дека граѓанските организации по однос на својот структуриран пристап кон решавање на проблемите, меѓутоа понудата која што имаме, меѓутоа и во однос на овозможување на директно пренесување на заложбите или овозможување на учество на граѓаните со искуство во сиромаштија е неопходен процес кој што треба да се воспостави како пракса. Дополнително за вакви категории кои што не се здружени, организирани и немаат представнички тела е многу важно. Ние во моментов имаме само синдикати кои што можат да ја представуваат дел од сиромаштијата вработени сиромашни, меѓутоа доколку станува збор за сиромашни пензионери, веројатно би се активирал Сојузот на пензионери, меѓутоа доколку станува збор за млади кои што се соочуваат со сиромаштија, таков тип на представнички тела, освен локалните младински совети кои што не се целосно функционални, оваа другава категорија измеѓу пропаѓа во можноста да јавно и јасно ги изрази своите потреби и барања и некако тука граѓанските организации го наоѓаат местото. Знам дека градоначалниците имаат отворени денови, меѓутоа тоа е повторно во дел на индивидуално застапување за решавање на лични проблеми, а не за формулирање на системски политики кои што ќе опфаќаат категорија на луѓе и ќе водат кон прогрес држава. Да, колективни решенија, да. Сметате ли дека ќе бидете вклучени, дека ќе има одреден пресврт каде сите заеднички, пошто тоа е комплексен проблем, каде што ќе седнете на една маса еве вака, да некако се вклучите сите. Наше да ги искористиме сите механизми кои што ни стојат на располагање. Медиумите се еден од механизмите кои што ги имаме, алатка која што сегогаш не поддржува. Неминовно е дека ќе си побараме да бидеме слушнати, колку ќе успееме во диалогот е прашање, значи ние сепак еднострано ќе дадеме придонес во тоа. Да. Многу ни беше пријатно со вас. Времето некако ни истече, се надевам дека и вас ни беше со нас. Навистина останаа многу теми неотворени, но причина повеќе е зашто повторно да ни дојдете во Здраво Македонија во некои побави времења да зборуваме и за други работи. Ве благодарам. Благодарам.